Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Двајца поранешни директори и тројца онколози опфатени со две обвиненија. Истрагата утврдила дека 29 пациенти примиле несоодветна, 16 добиле терапија без потреба, а 9 само фиктивно биле лекувани. Истрагата за пулс ке заврши за 10 дена. СДСМ повторно бара законско решение за помош. ВМРО-ДПМН нема да го поддржи. Подпишан договорот за стратешко партнерство со Британија. Опозицијата обвинува дека со новото задолжување јавниот долг ќе надмине 115% од БДП. Изборот на нов гувернер во редовна постапка. Власта ќе даде поддршка за предлогот на председателката. Опозицијата тврди дека Славевски е тесно партиски предлог. Убиени двајца вработени во израелската амбасада во Вашингтон. Извршителот го признал делото. Пукал за слободна Палестина. Овие вести во живо со детали од двете обвиненија за случајот онкологија. Останете со нас. Поречиси 2 години работа, обвинителството покрена 2 обвиненија за скандалот на онкологија. Опфатени се двајца поранешни директори и тројца онколози. За што точно се сомничат, дознаваме од колешката Сања Димитровски. Имаме во живо од пред клиниката за онкологија. Сања, многу сериозни обвинувања слушнавме во јавност изминатиот период. Што од ова успеа да потврди или да утврди истрагата? Токму така истрагата, односно случајот онкологија, поречиси 2 години, денеска од обвинителството се сели во кривичниот суд. Поднесени се 2 обвиненија против 5 лица. Кривичните дела за кои што ќе одговараат се проневера, измама, злоупотреба на службена положба, незаконски набавки, присвојување на дел од лековите и со тоа нечие богатење на грбот на најтешко болните, лажно представување на состојбата во Фондот за здравствено осигурување, но и она за кое што и изби скандалот онкологија во 2023 година, тоа е тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување на болни. Поранешните директори, односно поранешниот медицински директор Нино Васев и организацијскиот директор Нехат Нухи ќе одговараат за злоупотреба на службената положба, додека пак медицинскиот директор Нино Васев исто така е обвинет и во кривичното дело за несовесно лекување на болни и за тешки дела против здравјето на луѓето, каде што се уште тројца онколози и со овие обвиненија кои што денеска ги објавија, односно ги кажа од јавното обвинителство, се потврдија сите оние сомневања кои што беа изнесени изминативе 2 години дека пациенти фиктивно добивале лекови, односно воопшто не примале биолошката терапија, не се почитувале онколошки протоколи, не се почитувало дозирањето, односно се дозирало онака како што им одговарало на делот лекарите. Исто така пациенти кои што биле во палиативна состојба, односно во терминална фаза, добивале биолошка терапија за која што лекарите знаеле дека нема да даде ефект, наместо да ја примаат пациенти каде што може да има резултати. Како што споменав, 2 обвиненија веќе се сели во кривичниот суд, каде што ќе дознаеме, односно во следниот период ќе знаеме каков епилог, каков судски епилог има, а што друго кажа обвинителите да погледнеме во прилогот што го подготвив. 2 обвиненија за тешки кривични дела поднесени против Нино Васев, поранешен директор на онкологија. Суспендираниот и веќе пензиониран онколог кој 5 години раководеше со клиниката, ќе одговара за злоупотреби овозможени од директорската позиција, но и сериозно загрозување на здравјето на луѓето и несовесно лекување болни. Првообвинетиот поранешен директор не почитувал онколошки упатства. Имало погрешно дозирање, односно одстапки во процесот на лекување и ваков несоодветен третман е утврден кај 29 пациенти. Во ова му помагала колешка од одделот за малигни тумори на дојка. За несовесен третман ќе одговараат и двајца онколози од одделот за малигни тумори на бели дробови. Другите двајца лекари се обвинети за кривично дело несовесно лекување болни, бидејќи врз основа на медицинските истории е утврдено дека одредувале терапија со лекови од новите генерации во фаза на лекување кога било многу очигледно дека пациентот од таквиот лек воопшто нема да има корист поради лошиот перформанс статус и немање време да се развие механизмот на дејствие, без да биде наведена телесна тежина и висина на пациентите, со одстапување во дозирањето, со што дополнително ја влошиле нивната состојба.
По однос на другите 16 пациенти за кои е изготвено вештачење во Република Србија, тоа се однесува на повеќе давање на терапија во палиативна фаза. Непотребно давање на таа терапија. Во другиот обвинителен акт, Васев е обвинет заедно со поранешниот организацијски директор Нехат Нухи. Двајцата ќе одговараат за проневера, измама и злоупотреба на службената положба, со што го оштетиле државниот буџет за над 35 милиони евра. Во ова дело е присвојувањето на лекови кои пациенти, иако требало, не ги добиле. Ако постои дефиниција за сложен предмет, која што сега ќе ја воведеме и во измените на Законот за кривична постапка, тоа е ова. Овој предмет само по себе е сложен и од аспект на действијата кои што се преземени, а не смееле да се преземат од страна на инволвираните, но и од аспект на она што морало да се преземе во тек на лекувањето на пациентите, а не се преземало што треба, она што е по закон задолжително. Скандалот онкологија се случи пред околу 2 години, кога јавноста беше згрозена од информациите за несоодветниот третман на пациентите и богатење на грбот на најтешко болните. Овој епилог со 2 обвиненија. Според јавниот обвинител треба да биде една поука за соодветно постапување и третирање на пациентите во здравствените установи. За 10 дена треба да биде готово и обвинението за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Коцевски вели дека веќе биле сослушани над 300 сведоци, а во тек е распит на осомничените. Додека истрагата привршува со обвинителниот акт, политичарите водат битка во собранието. Опозицијата повторно го поднесе предлог законот за помош на настраданите, но власта најави дека нема да даде подршка. Сослушани се над 300 сведоци за пожарот во Кочанската дискотека, а во тек е распити на осомничените. Државниот обвинител Коцевски вели истрагата е во чувствителна фаза и за 10 дена ќе биде познато колку бина ќе седнат на обвинителна клупа за трагедијата во Пулс. Во моментов јавните обвинители работат околу прибирање на докази. Доколку евентуално од тие докази произлезе нешто друго, на нови осомничени, нови действија, истрагата ќе се прошири без разлика дали во ова или понатаму. Тримесечниот рок за затворање на истрагата завршува за околу 3 недели. Осомничени се близу 60 лица кои според обвинителството сториле тешки дела против општата безбедност. Кривичното дело се казнува со затвор до 20 години. За 10 дена треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има увид од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. Во меѓувреме, опозицијската СДСМ повторно го поднесе законот за поддршка на настраданите во Кочани. Овој предлог закон предвидува за семејствата на починатите да им се даде надомест од 80.000 евра, додека пак сите оние кои што се со повреди, зависно од степенот на инвалидитетот, да се одреди сумата, односно е одредена сумата која што треба да ја добијат. За власта неприфатлив е предложениот закон. Партијата на власт имала свој план за поддршка. Нови работни места, инфраструктурни проекти и покривање на трошоците за лекување. Не сакаме да влеземе во сценариото на политизација на трагедијата во која што СДСМ упорно сака да не внесе. Владата од првите минути на страшната трагедија е во целосна поддршка на сите засегнати во трагедијата. Оливер Спасовски да поднесе ваков закон е исто како Зоран Заев да поднесе закон за враќање на името или како Венко Филипче да поднесе закон за одговорност на модуларните клиники. За пожарот во дискотеката осомничени се поранешни министри за економија, директори на дирекцијата за заштита и спасување, пазарниот инспекторат, екс-градоначалници. Под истрага се и 14 полициски службеници од Штип и Кочани. Според обвинителството, иако објектот не ги исполнувал условите, тој работел како дискотека. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Обвинителството за гонење на организиран криминал покрена истрага против 11 лица, од кои 7 полициски службеници за примање награда, примање и давање подкуп за незаконско продолжување престој на турски државјани.
11 лица се приведени во голема акција на полицијата и обвинителството заради издавање дозволи за привремен престој на странци. Од нив се думбина се полицајци. Осомничени се дека од почетокот на годинава на најмалку 5 турски државјани им овозможиле незаконски да останат во Македонија. За услугата добивале пари. Осомничените физички лица за определена награда посредувале и преземале действие со цел турските државјани, чиј рок за одобрен престој заради студирање им бил истечен, да се стекнат со дозвола за одобрен привремен престој во РСМ. Осомничените полициски службеници, прифаќајќи го влијанието од посредниците со намера да прибават за себе имот на корист, ги пречекориле границите на своите службени овластувања и не ја извршиле својата службена должност, велат од ОЈО-ГОК. Со тоа не само што им овозможиле на странците да избегнат казни, туку и го оштетиле државниот буџет, бидејќи според законот за ваков прекршок е предвидена парична казна од 50 до 250 евра. Според ОЈО-ГОК, осомничените сториле повеќе кривични дела, како што се примање и давање подкуп, злоупотреба на службена положба и фалсификување исправа. За 5 мина се бара притвор, а за 8 лица мерки на предпазливост. 2 од осомничените се во бегство. Овој месец забележани беа 2 инциденти во земјава со турски државјани. На 9 мај се случи убиство во Штипско Кафуле, каде 25 годишен турски државјанин беше убиен од страна на 21 годишник, исто така од Турција. Ден потоа во Скопје, турски државјанин се обиде да убие свој сонародник, откако со метален капак од шахта повеќе пати го удирал во главата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Изборот на нов гувернер во редовна постапка. Власта ќе даде поддршка за предлогот на председателката. Опозицијата тврди дека Славевски е тесно партиски предлог. Убиени 2 вработени во израелската амбасада во Вашингтон. Извршителот го признал делото. Пукал за слободна Палестина. Изборот на нов гувернер на Народната банка ќе оди во редовна постапка. Според најавите од Законодавниот дом, за изборот на Трајко Славевски пратениците ќе гласаат на 3 јуни. Власта ќе даде поддршка за предлогот на председателката Силјановска-Давкова. Опозицијата тврди дека Славевски е тесно партиски предлог. Изборот на Трајко Славевски за гувернер на Народната банка ќе се најде на седница на 3 јуни. Тоа е првата редовна седница што е закажана во собранискиот календар. Материјалот за Славевски председателката Силјановска-Давкова го испрати синоќа, но не побарала изборот за него да се направи на итна седница. За да стане нов гувернер на Славевски му се потребни 61 пратенички глас, мнозинство со кое располага власта. Јас кажа во минатото дека тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Опозицијата пак со критика дека Славевски е тесно партиски предлог и не ја заслужува довербата. Не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. Од председател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка, тоа е првата работа. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротивставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на граѓаните, тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата, голема минимална плата и така натаму, не може ништо добро да донесе. Предлогот за нов гувернер не го поддржуваат и од левица. Додека пратениците се пребројуваат Стопанската комора, очекува добра соработка со Славевски и политика на стабилен денар. За нас е битно да продолжи стабилноста на курсот, кое што за нас е многу значајна работа, да девизните резерви се на максимално ниво поставени, обезбедени и на некој начин очекуваме од новиот гувернер да е продолжи соработката со реалниот сектор. Мислиме дека господинот Славевски, со кој што сме имале добра соработка, додека бил на функциите, а и као професор на економскиот факултет во Скопје и на проекти што сме работеле во академијата, ќе го возможи тоа.
Славески е професор по економски науки, поранешен министер за финансии од редовите на ВМРО ДПМН, но и председател на Советот на град Скопје. Тој беше во потесниот избор за гувернер заедно со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска и поранешниот министер за финансии исто од ВМРО ДПМН Зоран Ставревски. Мандатот на Бежовска е завршен, но таа ќе ја извршува функцијата до изборот на новиот гувернер од парламентот. По добиената потврда од пратениците, Славески ќе раководи Народната банка во наредните 7 години. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Вице-премиерот Николовски во Лондон денеска стави подпис на договорот за стратешко партнерство со Британија. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче обвини дека јавниот долг со новото задолжување ќе надмине 115% од БДП. Во собата на Черчил во Британското министерство за економија и извоз, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и министерот Герет Томас ставија подпис на договорот за стратешко партнерство. Договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство според Николовски ќе значи важен момент за развојот на државата во иднина. Ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Веќе имаме 3 проекти кои што се подготвени. Тоа е проектот за брзата железница на коридор 10, здравствениот проект за болници и секако проектот за образование за медицинскиот факултет. А во предстојниот период ќе бараме нови проекти во секторите за енергетика и животна средина. За Велика Британија, ова е продлабочување на добрите билатерални односи меѓу двете држави. Министерот Томас вели, проектите ќе го подобрат животот на граѓаните. Ова ново партнерство е значителен чекор напред во идната трговија меѓу нашите две држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Инфраструктурните инвестиции знаеме дека се клучни за да се поттикне економскиот раст и да се подобри животот на граѓаните. Знам дека тоа е наша заедничка цел за нашите влади, се разбира, и ова партнерство е новиот темел за поддршка на таквата испорака за да се поттикне растот, да се споделат најдобрите пракси меѓу нашите две нации. Но детали за заемот со рамка од 6 милиарди евра се уште не се објавени. Премиерот Мицкоски вели дека сите детали транспарентно ќе бидат објавени, но преку законодавниот дом. Ке дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Опозицијата пак критикува. Првиот човек на СДСМ Филипче вели дека задолжувањето ќе значи раст на јавниот долг на 115% од бруто домашниот производ или пластично, секое дете кое ќе се роди ќе должи по 6.000 евра за заемот на владата. Предупредува и дека постои ризик од корупција. Ја слушав министерката за финансии. Очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во 4 очи. Ќе бидат британски фирми, таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки, ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Значи, ВМРО ДПМН што 7 години критикуваше корупцијски вакви такви договори, посебно тој со Бехтеленка, сега остава простор за сериозен сомнеж за корупцијски проекти. Дополнително ние не знаеме што се крие во политичкиот договор во контекст на бегалците. Но денеска премиерот уште еднаш увери дека такво нешто не е преговарано со британската влада. Фокус на британските пари ќе биде инвестирање во железницата и модернизација на коридорот 10. Владата планира изградба на нова пруга, па потоа и реконструкција на постоечката која ги поврзува Табановци и Гевгелија. Заедно со проектите во здравството, македонската влада веќе има план за 60% од вкупната рамка од 6 милиарди евра. Даниел Василев, Сител телевизија. Министерката за финансии вели дека парите од договорот со Британија ќе се користат само доколку има потреба за тоа. Таа тврди дека и каматата за отплата ќе зависи од проектите и роковите за нивно завршување. Бизнисот пак јавно изрази надеж дека со овие пари македонските градежни компании повторно ќе добијат можност за работа. Прво готов
проект па повлекување на парите од Велика Британија. Министерката за финансии Кочовска вели дека во овој момент државата нема ниту еден проект на хартија, за точно да се знае колку пари би ни биле потребни и со колкава камата би ги позајмиле. Но тоа не значи дека нема да се побара кредити од други земји, па ако каматата од нив биде поповолна, не сме обврзани да позајмиме од Британија. Во проектно финансирање вие имате најпрен зрел проект. Од кога ќе го имате проектот зрел и готов за инвестирање, ќе побараме понуди. Која ќе биде најевтината понуда со најниска каматна стапка? Таа ќе ја прифатиме. Зошто се смета дека ова би била најповолната? Затоа што износот е голем и тоа е единствената банка која што во моментот нас може да не поддржи во однос на големиот инфраструктурен проект за железниците, за болниците. Ќе видиме, ние не можеме да потврдиме. Интересот на Британија за да ни одобрат 6 милиарди евра, пари кои треба да се искористат во следните 10 години. Според министерката, ево каматата која би ја добиле од позајмените пари. Висината на истата ќе зависи од проект до проект и од рочноста. Колку е подолг рокот, толку каматата ќе биде пониска и обратно. Може да биде исто да повлечете, да кажеме 100 милиони евра со рок на враќање од 10 години, 15 или 20, да имаат иста каматна стапка. За бизнисот клучно е при изведба на инфраструктурните проекти да бидат вклучени домашните компании. Азески вели дека изминатиот период градежниот сектор бил тргнат на страна и не добил ниту еден позначаен проект. Ќе бидеме задоволни нашите компании да добијат работа, а дали ќе била 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат да ги изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. Парите од Британија владата планира да ги инвестира во железничката инфраструктура, здравството и животната средина. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Нов раст на просечната плата 44.763 денари изнесува просечната нето плата во март годинава, пресмета државната статистика. Споредбено со февруари, зголемувањето е 1.140 денари. Во однос на минатата година пак забележан е пораст од 10,5%. Според Државниот завод за статистика, ваквото зголемување се должи пред се на повисоките плати во образование за 15,8%, рударство и вадење на камен за 14,1% и административни и помошни услужни дејности за 12,5%. План Б и за Македонија. Со вакво очекување Мицковски утре ќе ја пречека шефицата на европската дипломатија Каја Калас. Таа од Белград денеска ги повика земјите од регионот да го искористат позитивниот момент за проширување на Европската унија. Премиерот Мицковски е убеден дека Европската унија ќе најде решение за одблокирање на македонските интеграции. Утре Каја Калас ќе ја пречека со веќе познатиот став, дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последно барање на Софија. Но дали од Калас ќе побара план Б и за Македонија, како што унијата веќе има за членството на Украина. Немам никаква дилема дека треба да градиме подеднаква доверба со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Ние немаме никакви проблеми да го прошируваме нашиот устав со, да речеме, дел од хрватите кои што живеат кај нас. Бидејќи македонците се дел од хрватскиот устав. Ние немаме проблем да зборуваме за црногорци, словенци и така натаму. Но имаме проблем да прифаќаме ултиматуми. Јас не сум човек кој што прифаќа ултиматуми. Не убеден сум дека ќе се изнајдат решенија, ќе изнајде и механизми Европската унија и Македонија ќе го добие заслуженото место да биде дел од таа маса, бидејќи одамна тоа го заслужуваме. Тридневната западно-балканска турнија Калас денеска ја стартуваше од Белград, од каде порача дека ја разбира фрустрацијата на земјите од регионот од предолгото чекање за членство во Унијата, но истовремено ги охрабри земјите да го искористат позитивниот момент за проширувањето. I'm deeply committed to encouraging all the Western Balkan countries to really seize the current momentum that we have in the enlargement. Yes, this process has been going on for quite some time, but there's always a political momentum, and this political momentum is right now. The United Europe is one vision that we must all work towards.
Покрај средбата и заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски, шефицата на европската дипломатија утре во Скопје со министерот Муцунски ќе го отвори првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската унија и Македонија. Со министерот Мисајловски ќе посети постојаната балканска медицинска работна група, а ќе оствари средби и со младенски и студентски организации. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Извршителите, судските постапки, но и процедурите во управните служби за вадење на лични документи повторно биле најголем проблем за граѓаните. За една година народниот правобранител добил над 2700 представки. Долгото чекање за личните документи на патата на извршителите, проблемите во судските постапки и лошата состојба во затворите, најгорливи проблеми за граѓаните минатата година. Повеќе од 2700 приговори токму за овие проблеми стигнале на адреса на омбудсманот. Народниот правобранител реагира дека институциите не имаат слух за нивните предупредувања кои се повторуваат секоја година. При секој годишен извештај се повторуваат скоро истите општи препораки, како резултат на фактот што и собранието со големо задоснување го разгледува годишниот извештај и ги утврдува мерките за спроведување на општите препораки и соодветно на тоа владата не се обврзува да постапува по општите препораки. Иако критикувани од собранието велат застануваат заедно со омбудсманот во гаранцијата на човековите права. Сите мора како граѓани да ја понесеме личната одговорност за да претендираме дека овој систем има можност да се развива. Се што треба ние да го почитуваме човечкото достоинство и еднаквоста што Уставот и сите меѓународни ратификувани инструменти ја гарантираат. Законите мора да бидат алатка за заштита, а не бариера. Затоа фокусирани сме на спроведување на препораките од народниот правобранител како дел од механизмот за домашен надзор и корекција. Вклучување на препораките од универзалниот периодичен преглед во сите релевантни стратегии законски реформи. Имаме обврска да ги заштитиме човековите права на сите подеднакво, а институциите да ги почитуваат препораките на народниот правобранител на сите нивоа, порачи од Канцеларијата на Обединетите нации. Според меѓународните институции, последниот извештај на народниот правобранител е реален приказ на барањата на граѓаните за заштита на нивните права, а истовремено и повик за действување на институциите. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Земјоделството не е дел од планираните инвестиции преку новото задолжување. Докаде е новата стратегија? Зошто цената на сезонско овошје достигнува и до неколку илјади денари за килограм? За проблемите на земјоделците и искористеноста на европските фондови. Во тема на денот со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски.